Со оглед на факта дека веќе течат подготовките за вториот дел од сезоната или пролетниот дел од трета лига исто, искрен да бидам со оглед на факта дека кои играчи веќе пристигнаа во клубот, очекувам дека Слободна ќе се прошетава таа трета лига исток, па може да рече веќе дека тие надпревари околу 6-0-9 ќе бидат еден вид на подготовки за клучен надпреварши, тоа е баражот. Како досега тече подготовките? Одлично ете. Колку сме нови играчи, 5-6 нови играчи што дојдовме, некои сме поискусни, некои помлади, со одличен квалитет. Подготовките идат одлично, значи Грнев си ја знае работата, ние сме тие кои што треба да го исполниме сето на кое што тој го бара. Од ден еден па до сега имаме фантастични припреми, по 2 пати на ден тренираме не како третолигаш, туку како прволигаш тренираме, така да очекувам баражот да се добие. Значи по секоја цена, значи тоа е нашата цел, да влеземе во втората лига. Се со оглед фактот дека има бараж надпревар, горе-долу веќе вие сте сигурни во тој бараж надпревар заедно со Кенија Рачиновски, но другите 3 региони каде што гледаме неизвестност. Како гледате веќе тој бараж надпревар? Дали реално можеби како млади фудбалери размислувате дека тој бараж надпревар е можеби пречка повеќе во смисла на тие екипи кои што имаат цели амбиции да бидат спречени, како што беше случајот со Возрим, 2 години поред игра бараш и го губи и останала пак во трета лига. Па добро, видите, баражо е една утакмица која одлучува кој да влезе во втора лига. Тешка утакмица, јас по моје искуство кој игравме лани со Победа, ни падна најдобриот противник третолигаш Куманово, кои сите не отпиша, така и ова година има кои се нагласуваат 2 екипи кои едната сме ние Слога Виница и Шкендија Рачиново. Не мора да значи толку, не треба да се опуштаме. Таа цел ни е едната утакмица баражот. Тоа треба да ја поминиме, за тоа се спремаме, за тоа се тие припреми и се надевам дека после баражот ќе славиме влез во втора лига. Колку може би предност тој бараж што веќе го имаш во однос на останатите фудбалери младите пред се? Па добро, сигурно да. Имам предност, али сепак не сум доволно толку за да имам толку утакмици, за да имам некое искуство, али сепак ново искуство ќе биде нов предизвик за мене овој бараж. Тоа феноменално. Феноменално. Значи ја дојдов како дома да дојдов. Така да бев прифатен екстра. Овие момци се тука сите топ фудбалери и личности во карактер. Така да очекувам стварно да направиме бум на истокот со Слога Виница. Веќе претпоставам дека ги имате анализирано тие 9 надпревари кои што се со оглед факт дека сте нови играчи во трета лига исто. Горе-долу ги знаете, Хоризонт Турново кој што има тука се и некои други екипи кои што можеби до некаде бидат малку посериозен противник за разлика од другите екипи кои што како да речеме Светло Зрновци, Карвици кои што можеби нема се толку посериозни. Како гледате тој пролетен дел? Па види, искрено не се замараме ние многу со другите екипи. Ние си го вршиме нашиот дел, ти искочиме на секоја утакмица како да е последна, така да идеме чекор по чекор. Нема да ги прелетаме тие 9 утакмици па сега да играме бараж. Формата се билда во текот на утакмиците, дали се трета лига, екипите дали се втора или прва лига, нема врска, така да на секоја утакмица ќе си даваме ние максимум, така да бидеме во топ форма за баражот. Како оди веќе подигањето на формата пред се со тие нови играчи кои што пристигнаа? Имате околу 5-6 играчи кои што пристигнаа во Слога Виница, вие веќе во есенскиот дел бевте во тимот. Како оди веќе тоа комплетирање на самата екипа, како оди подигањето на формата? Па моментално точно е пристигна 5-6 играчи во клубот кои се мислам добро прифатени од наша страна и дел од управа и сите заедно со тренер. Тренираме добро. Тренираме по 2 пати. Една недела сме во Дојран. Изиграхме 2 пријателски тука, кои што ги добивме двете пријателски, кои доминиравме на двете утакмици. Колку е предност тоа што веќе имате можност да сепак сте во трета лига, имате можност за подготовки, наставните компретно спортски центри стато во Дојран, со оглед фактот дека земе дека поголем дел од второлигашите за жал немаат подготовки. Зборам за подготовки наставно од град. Моментално немаат ги тој многу екипи ги нема тај успех што ние што го имаме во трета лига исто што сме.
едно недело што кажав дека сме во Дојран, многу екипи го нема тоа. Тренираме добро на ум, екстра е, се моментално се ни секако што треба. Се ни тече поред како што треба. Особено факт дека нели летото зборевме на градски стадион во Виница како ќе оди нели сезоната, како ќе одат тие подготовки, успеавте само со еден пораз да ја завршите есенскиот дел, несреќен пораз се изведат во Карбовци, 7 бодови предност. Ако сумираме како сте задоволни од есенскиот дел и како оди сега подготовките за пролетното? Подготовките течат во одлична форма. Јас и тогаш кажав во летниот период дека ние сме повеќе фокусирани на самите себе, тоа ни е целта, ние што играме, а не противникот. И мислам дека и овој есенски период ќе го поминеме во добра форма. Очекуваме ли поддршка и доста публика во Виница на овие 9 надпревар? Па да, во Виница највачите се како 12 играч, секојаш ги полнат трибините и мислам дека исто ќе остане. Сега го направиме на компарација на, пак ги речем, за тие бараш надпревари кои што се пред вас практично. И ако предпоставам дека може би веќе правите некоја анализа со шефот на спортот, како би изгледале тие практично бараш надпревари? Колку особено фактот дека пак ќе се навратат на почетокот дека реално вие без проблем ќе го потврдите првото место во Трета лига исто. Правите ли може би веќе во тимот на трето тоа што јавноста не го знае, може би некоја анализа што од сега за тој бараш надпревари? Има некои размислувања, може би меѓу вас фудбалерите, чисто да и доволиме на јавноста како изгледаат овие подготовки кога вие сте на страна. Значи со оглед на фактот дека сте во Дојран тука заедно цел тим, како изгледа ваш ден кога се подготвувате? Па ние одиме чекор по чекор. Затоа мислам дека и така е подобро чекор по чекор да оде, да не се прави планови за многу подалеку. Мислам дека чекор по чекор е подобро. Одиграте некој пријателски надпревар кој еве овде и во Дојран играте реално со противници кои што се нели од втората лига со цел нели да темпирате формата со квалитетни екипи. Како и ги сублимираш импресиите од тие неколку надпревари кои што ги одиграте пријателски? Па добро, изигравме тука две пријателски, претходно изигравме со Саса во Виница. Мислам дека изигравме квалитетно, добро, се покажавме во добро светло овие пријателски без разлика на противникот дали е втора лига или трета лига, како што сме ние моментално. Добро изигравме, мислам дека има напредок, дека можеме да имаме напредок во Атмосферата со Николаната каква е? Па супер. Искрено е добра, одлична. Јас сум Лука нов и мислам дека супер ме прифатија и одиме чекор по чекор и тоа е тоа. Ти доаѓаш од као поранешен капитен на Дефинит Плачковец од втора лига, меѓутоа со и прволигашко искуство во трета лига. Доаѓаш ти од Победа, што е фудбалски бренд за жале во вакви ситуации како што е, во трета лига каде што реално идете во, да бидам искрен, екипа која што е доста организирана и која што има добар план. Е шампион, меѓутоа сепак предстои тој бараш надпревар кој што можеби нема да го помине Словенеци ќе остане во трета лига. Како прифатите тој момент и таа одлука да дојдете во трета лига? Види, секој фудбалер се стреми кон болји услови. Слога Виница си има одлична инфраструктура каде што каква што нема дури па некој прволигаш. Од таа гледна точка, јас воопшто не се двоумев искрено. Потоа ми го објасня и проектот, што станува збор, мислам спонзорот, кој од каде доаѓа и така натаму. Така да ми се допадна идејата дека од Слога Виница сака да направат да го оживеат фудбалот едноставно во Виница и на истокот, така да не се двоумев. Иако бев у Детоници, поминав тамо 3 години, бев капитен на таа екипа. Одигравме и бараж со Вардар, историја испишавме, но време ми беше за промена и искрено се израдував кога дојдов во Слога Виница. А иначе не гледам никаква пречка, ако некој е ментално спремен, да игра и во трета и во втора и во прва лига, нема да му прави никаков проблем тоа, ниту притисок или сега да му биде понижение. Така да јас сум спремен за предизвик. Како со овој факт дека се спремен за тој предизвик, ако хипотетично претпоставам дека Слога нема да го помине тој бараш надпревар и останал во трета лига, дали би бил спремен уште на сезона во трета лига? Види, апсолутно да. Но хипотетичко е
нешто што може да се случи, а може и да не се случи. Така да јас сум фокусиран дека баражот ние го победуваме и така тренирам и така работам. Значи не размислувам дека ќе го изгубам баражот. Од победа во Слободница, од втора во трета лига, каква беше таа одлука да се дојде да бидете дел од трета лига Исток, особено фактот дека немате искуство во таа трета лига Исток, непознати екипи, ајде можеби со некој за прв пат ќе се превараваш. Како беше тој момент да се одлучи да ја замените победа со Слободница? Па види се како што кажа мојот соиграч Иван, одлуката не беше многу тешка за да се двоумам јас за да дојдам тука. Како прво беше проектот на Слога Виница кој е направен за влез во втора лига и за понатаму што кажа Иван дека фудбалот во Виница треба да оживее. Многу ме бенди се и немаше некој размислување за да дојдам тука во Виница. Некои работи, некои играчи, некои поточно фудбалери му е понижување кога кога имат понуди од трета лига, не гледаат таа организација, а ваква организација ја мислам дека и 70% од екипите во втора лига немаат оваа организација. И мислам мене не ми беше понижување да дојдам во трета лига да помогнам кој што до сега немам играно, иако сум млад, имам 22 години. Немав некој понижување кој имав и некои критики дека зошто тука, можеш да напредуваш, можеш да одиш напред, али јас, како што кажа Иван, јас сум спремен и се надевам дека, не се надевам, туку сум сигурен дека тој бараж ќе го поминеме за влез во втора лига. Се едно прашање за двајца со или. Втора лига или можеби прва лига во не толку организиран клуб без амбиции, можеби проблеми со финансии во однос на екипа која што е добро организирана во трета лига. На колку години? И на млади и помалку по-возрастни. Ја би дошол онама каде што е организиран клубот, дефинитивно. Пошто тука имаш напредок. Значи кога е организиран клубот, имаш ти можеш да напредуваш чекор по чекор. А оној клуб кој што не е организиран, Без разлика што е во ранг. без разлика. Некои на пример се жртвуваат. На пример ќе отидат во прва лига каде што се климави работите, што се вели на стаклени нозе, ќе отидат тамо, нема ништо да направат, па после од тамо проблем испадне. Така да секој што би отишол каде што е организиран клуб, добро каде што е организиран. Па добро, јас и пред тоа кажав дека ова организација на клубот 70, да наречам 80% од екипите во втора лига нема оваа организација. И до сега јас еве 6-7 години сум во сениорски фудбал, ваква организација немам видено до сега и се надевам дека уште подобро ќе биде. И тоа е тоа. Видете се, најубаво е млад играч да фати континуитет. Не да променува клубови постојано на секои 6 месеци, туку да фати корен. И кој ќе фати он корен во некој клуб, он така ќе може да расте. А не е работа да само некој млад играч или овие млади дечки на 6 месеци да променуваат клуб. Така не може он да расте. Има безброј примери што не сакам да ги менувам. Значи поубаво е играч кој ќе фати корен и од таму ќе почне да созрева и ќе почне да дава плодови. Без разлика што е трета лига или ако е клубот организиран зборам. Некои од фудбалерите има само колку да имаат клуб, колку да играат, а не гледаат на организацијата на клубот, како понатаму со клубот, што ќе биде со клубот, тоа е нормално. Се на крајот уште едно прашање малку поинтересно за јавноста. Ти си голман, одбранет пенал за 1-1 или 2 првини поводоци, а победа со 4-2. Што би одбрал во случајот? Имаш прва опција, надпревар, беше одбрануваш пенал, ама на крај надпреварот завршува 1-1. Или примаш 2 поводоци, а твојата екипа победила со 3-2 или 4-2. Што би одбрал? Па добро. Јас како голман би одбрал 4-2 да победи мојата екипа, колку и да е лошо и мада ќе се потреби да биде добро и така да не биде виновник. Добро одбра. Сега, кај тебе, со оглед факт дека имаш искуство, добар голметер, гол од слободен удар, од некоја далечна, може од 35-40 метри за 1-1 или хет-трик за 3-3 или можеби еден гол за победа. За победа. Све што е за победа, ја за клубот, значи тоа го одбирам. Дали е 3 гола, дали еден гол, не ми представува проблем. Битно 3 бода да се освојат.